На денешен ден, 5 септември. Илјадешестотата година, со повелба на кралицата Елизабета, основана е Источно-индиската компанија, со што беа удрени темелите на англиското колонијално владење. 1735 година, роден е германскиот композитор, пианист и диригент Јохан Кристијан Бах, најмладиот син на Јохан Себастијан, кој живееше во Милано и во Лондон, пошто е наречен италијански Бах и англиски Бах. Во Англија се прослави како пианист и организатор на музичкиот живот и стана музички учител на кралицата Шарлот. Негови дела се 15 опери, повеќе од 60 симфонии, 37 клавирски концерти, 13 увертири, клавирски сонати, камерна музика. 1919 година, во Струга е роден Владо Малески, македонски револуционер, општествено-политички работник и истакнат македонски писател, автор е на книгата Раскази Ѓургина Алова, Бранувања, на романите Она што беше небо и Разбој. Тој е автор на сценариото на првиот македонски уметнички филм Фросина. Умре во Струга на 23 септември 1984 година. 1990 година, во Рим, Италија, умре Иван Ванчо Михајлов, раководител на ВМРО по смртта на Тодор Александров во 1924 година. Михајлов важи за контроверзна личност во чие време се случиле најголемите внатрешни присметки во ВМРО, проследени со многу жртви. Михајлов се залагаше за независна Македонија со главен град Солун. Роден е во Ново село Штипско на 26 август 1896 година. 1997 година, во Калкута, Индија, умре мајка Тереза. Вистинското име е Агнес Гонџа Бојаджиу, основачка на милосрдието. Во 1979 година ја доби Нобеловата награда за мир за извонредно широката дејност во помагањето на бедните, болните и унесреќените во целиот свет. Родена е во Скопје на 26 август 1910 година. 1998 година, во Скопје умре Петар Ширилов, македонски писател и литературен критичар. Автор е на книгите Раскази за детството и светилките, Бунт во каменот, Геометри, на романите За ветрина спротиви улицата, Плачат оние планини за мене, Црноборје и други. Роден е во село Горничево, Егејска Македонија, на 18 мај 1934 година. 1999 година, во Скопје пред домот на Арама е откриен споменик на мајка Тереза, најголема хуманистка на 20 век, добитник на Нобеловата награда за мир во 1979 година. 2000 година, во Скопје со символично предавање на клучевите од дуќанот со површина од околу 60 метри квадратни на улицата Максим Горки, премиерот Љупчо Георгиевски го означи стартот на денационализацијата во Република Македонија. 2009 година, во водите на Охридското езеро потона туристичкиот брод Илинден, во кој се превезуваа 55 лица, бугарски државјани и 20 членови на екипажот. 15 патници го загубија животот, а 42 лица, меѓу кои и 20 членови на екипажот, ја преживеа несреќата.